Почитувани гледачи, добар ден. Време е да се запрашаме како живеат оние што во Бугарија се самоидентификуваат како македонци, а ние толку пати од тука се имаме откажано од нив. Затоа тука со мене е Стојко Стојков, професор универзитетски, а воедно и председател на оно здружение ВМРО Пирин од да речеме Пиринска Македонија или пак од Република Бугарија. Добар ден. Добар ден. Во пред нова година излезе второ и самиот рековте проширено издание на вашата книга во која вие се на вашето научно дело во кое вие се обидувате нели да ги истражите сите посебности и различитости на словените од средниот век кои што ја населувале Македонија, територијата на Македонија. Може ли во кратки црти на нашите гледачи да ви објасните во што тоа, која е суштината на различитоста на тие словени од останатите словени? Тука председнили вие алудирате на словените од Бугарија. Не, јас по принцип зборувам конкретно за Словенија, Бугарија, Македонија и така натаму. Идејата на книгата е да се истражи она што е можно. Затоа што знаете, обично се прави следното. Се претпоставува дека сегашните нации што постојат денеска, постоеле во средниот век, многиме имиња слични на нив во средниот век и предпоставуваме дека тоа се тие. И од тука натаму веќе целиот спор во науката често слегува само до ниво да спориме кој кога се создал, кој до кога, до каде населувал и исто така да ги распределиме сите оние други имиња кои што не може да му припаднат на никој народ автоматски, такви како скити, мизи, илири, словени, да се види кој народ всушност се разбира под нив. Таквиот привод доведува до тоа едноставно нашата современа реалност да ја префрламе во минатото. И затоа тоа станува еден бескраен спор, еден магепсан круг од кој што нема излегување. А сега да кажете се злоупотребува историјата за денешни услови. Тоа е што се злоупотребува историјата. Но, да. Сакам да кажа под прашање дали се злоупотребува историјата во денешни модерни политички препукнувања меѓу различни страни. Апсолутно, апсолутно. А тоа не е наука, веќе, тоа е нешто меѓу идеологија и политика се добива. Самите историски извори не ни дозволуваат всушност тоа да го правиме. Секој кој што се бавил малку повеќе и почесно со средновековна историја знае дека иако имаме слични имиња како што имаме и денеска, да речеме среќаваме грци, срби, бугари, македонци, хрвати, всушност тие имиња не соодветствуваат на современите. Значење да се различни. И територијално, и како смисла што се вложило во нив на многу начини и не само по принцип се разликуваат со современите значења, но дури и во средниот век имале различни значења меѓу себе. Значи не е тоа некоја единствена појава, не може да се претпостави дека ако името е исто, тогаш и содржината секој пат е исто. Сушто имаме многу различни начини на употреба на исти имиња во средниот век. И затоа од тука натаму кога се идејата беше да се истражи што всушност надвор тие наши современи нели препукувања, што всушност изворите може да ни кажат, анализирајќи ги сами за себе, со сите современи средства со кои што располагаме. И тогаш веднаш секој кој што се бавил со тоа се соочува со неколку многу сериозни проблеми. Прво не може да се најдат. Многу се ретки случаите кога некој сам зборува за себе, она што ние го нарекуваме денеска самоопределба. И во тие ретки случаи кога има таков што сам зборува за себе, обично не може да разбереме што мисли по тоа. Тој едноставно констатирал дека е тоа и толку, нели? И уште повеќе што констатираме дека сите такви случаи се на луѓе што припаѓаат на некоја политичка елита. Но она кое што го знаеме благодарение на веќе толку многу анализи на изворите на многу научници е дека всушност таквите имиња обичните луѓе не се идентификувале со нив. Да речеме во многу провинции на Римската империја, самиот збор римјанин, иако тие формално сите биле римјани, нели? Всушност обичните луѓе тоа го поврзувале со администрацијата и војската. И со центарот во Рим. Да. Не со значи, политичка некаква конотација, административна. Сирискиот јазик дури во сириската Библија се стигнал до таму зборот римјанин да значи војник едноставно. Место војник користат римјанин. И многу такви примери имаме. Хрват, да речеме, бил синоним на благородник, аристократ. Тоест, тоа се елитни имиња. Обичните луѓе со тоа не се идентификувале. Она кое што го ногиме во изворите е дека луѓето тоа што го ногиме како некој друг некако го викал. Всушност имињата што ги ногиме изразуваат различност. Значи некој човек констатира дека овие таму луѓе се различни од мене, од нас.
Ништо повеќе. И тука не може многу да ни помогнат имињата што се користат, бидејќи се користат толку многу различни имиња, нели, што ако буквално сите ги префрлиме на некоја мапа, ние нема да добиеме некоја карта од која што етнографска карта од која што може да заклучиме какви луѓе има овде, оно што ќе добиеме една детска шкратаница. Се и се што насекаде. Тоест, сите тие работи не зборуваат за конкретни народи, а зборуваат за различности. Значи, една група луѓе смета друга група луѓе по некоја причина за различни. И токму тука се фокусира книгата, да ги истражува сите такви различности. И едно од нештата кое што се констатира е дека всушност во Македонија нешто како пресечна точка на таква зона на другост, на различност. На различност. И ако и комбинираме сите такви зони на другост, нели, погледнати од сите политички и литературни центри кои што пишувале, од кои што ги имаме изворите всушност, се гледа дека тука има една постојана зона на другост во Македонија. Сега да ја прашам, ова ваше дело... Од гледна точка на Константинопол, и од гледна точка на Трново, и од гледна точка на Србија, за сите нив тоа е една зона на другост, именувана со различни имиња. И имено затоа тука доаѓа името на книгата. Нели, многу имените други, и Македонија како пресечна точка на другоста на средновековниот Балкан. Тоа е основната идеја. Тоа не е претензија за постојане на народ, туку дека овие луѓе никош не биле сметани за своји од политичките центри на Балканот. Тие биле периферија и биле нешто различно, нешто друго. Тоа е едното. Второто што може да истражиме всушност е поаѓа од начинот на кој што во средниот век сваќале што е народ. Многу различно тоа што ние сваќаме што е народ. Во средниот век се прифаќало дека власта доаѓа од Бога и тој ја дава на одредени владетели и после на тие владетели им дава народ. Тоест секој еден народ, етнос, тоа се луѓето што Бог ги дал на некој владетел да владее со нив. И затоа таквите народи се мултиетнички по принцип, затоа што секој владеел со секакви населенија, со колку што можел повеќе. Територијата била битна, не е толку. И од тука фактички единствениот критериум кој што имале во средниот век за класификација на луѓето по народи било лојалноста на луѓето спрема некоја власт конкретно. И тоа е второто нешто што се истражува во оваа книга и според она кое што успеам да достигнеме, всушност дека луѓето во Македонија традиционално биле лојални сами на себе, така да се каже, или инаку кажано биле опортунисти. Лесно поминувале под една или друга власт, меѓутоа целта била да се ги зачуват имотот и животот. Секоја власт е била добра. Па така и денеска некако овој плурализм слично доаѓа. Да. Стојко, кажете ми дали има некакви одеци од Бугарија во врска со вашето проширено последно дело, издание? Па ниту од првото, ниту од второто немам, а тоа е вообичаена практика. Јас многу пати сум се студирал и други колеги исто. За жал нема однос научен во тие случаи. Да речеме да биде критикувано некое дело, ако смета дека е слабо, нели, да биде пофалено, не. Кога некое дело, особено од Македонија, е навистина добро и нема што да се каже против него, тогаш обично се поминува на молчење, премолчување на делото. Да не се привлекува внимание кон него во странство. И тоа е највисоката оцена, позитивна, што всушност било кој македонски научник може да добие од страна на бугарските колеги. Да биде игнориран на еден начин. Стојко, во едно минато интервју вие ми имате кажано дека татко и вас додека сте растеле во Сандански, во Република Бугарија, велел дека сте македонци, дека вие сте македонци, а на училиште ви говореле дека сте бугари. Каков е животот на определените македонци во Бугарија? Исто код нив игнорантски односот? Именно таа реално што ја спомнавте тргна мојот интерес кон тоа, бидејќи во училиште, ако тоа што учишме во училиште не можеше да постојат македонци, немаше такво нешто. А ние дома сите бевме македонци и од баба ми памтам ја прашував таа од кај знае дека е македонка, а таа не беше политички определена жена, меѓутоа таа беше за неја беше апсурдно некој да каже дека македонци и бугари се исто нешто. Таа беше неписмена, родена на територијата на Бугарија и сепак тоа беше апсолутно нејзино убедување. И кога ја прашав од каде го знае тоа, кој е научил, таа ми каже мајка. А мајка е родена во Османлиската империја, таму е израсната во тоа време. И тоа беше навистина интересна противречност. Јас започнав уште од тогаш да се интересирам, да барам и уште во средно училиште фатив моменти кога за жал некои бугарски историчари едноставно манипулираат. Премолчуваат ако во изворот пишува македонци, стават 3 точки и такви работи. И тоа ме доведе на студирање во Скопје и така натаму на крајот всушност целата кариера на тој начин се определи моја. Како живеат сега? Видите, во Бугарија има една атмосфера на истовремено на понижување
на исмејување. Докато сте македонец, значи очигледно сте глупав, неписмен, не знаете воопшто историја, така е. Постојано тоа е вообичаено да бидат подигрувани по телевизија луѓето со македонска самосвест и македонската нација генерално. Тоа е прифатено во Бугарија како бонтон. И затоа тоа е прилично непријатно за луѓето кои што јавно се декларираат македонци, бидејќи се судират постојано на местно ниво со луѓе кои што слушале вчера телевизија и денеска сакаат да си направат мајтап со нив. Ајде вие македонци, нели, не знаете што зборувате. Но за многу луѓе тоа е страф, тоа е наследен страф. Стотици луѓе биле по затвори. Поради нивниот поради самосвест сигурно биле по затвори затоа што се македонци за време на комунизмот. Илјадници се исцелувани, уште колку луѓе губеле работа, а тоа кјотекот во полиција воопшто не го броиме, нели? Затоа постои голем страх, наследен страх и повеќето луѓе што се македонци и не смеат да кажат дека се македонци, едно затоа што тоа значи дека за нив и нивните деца се блокира кариера во администрацијата во Бугарија, да речеме. Нели, друго што се плашат од некакви други последици, а и трето што никој не сака да биде постојан објект на исмејување, на подигрување. Тоа се условите во кои што живеат македонците во Бугарија. Настана што не може да регистрираме организација, што не сме нели признаени дека постоиме дури дека не се ефектуираат пресудите на Европскиот суд, нели, така натака. Сега уште едно прашање имам за крај. Ете, ја критикувавме Бугарија. Ние тука во Македонија, нели, се обидуваме да ги внесеме нашите сограѓани со бугарска самосвест во уставот, нели, да ги даеме највисоките права. А што прави Македонија за тие македонци таму во Бугарија? Македонија традиционално ништо не прави. Мислам, од секогаш било така. Не е тоа нешто ново, не е само за време на Заев. Ако беше само за време на Заев, нели, тоа лесно се истрпува. Јас мислам дека до сега Македонија никогаш нема поставено официјално пред Бугарија барање за признавање на македонското малцинство. Југославија го имаше направено 90-та година, тоа беше последен пат, Македонија нема. Мислам сега и Македонија е во многу тешка ситуација, треба ние тоа го разбираме, дека е притисната од секаде и дека нели, Бугарија може да ја оценува. Нели, тоа е така. За жал Македонија и само се постави до некаде во таква ситуација, но сметам дека Македонија навистина треба повеќе да се ангажира за правата на македонците во Бугарија и да го постави прашањето за реципроцитет не во апсолутна смисла. Значи не мора да биде македонците во Бугарија да влезат во уставот на Бугарија, бидејќи Бугарија веднаш се правда дека не е таков системот. Меѓутоа постојат доволно механизми во Бугарија македонците да бидат признаени, да бидат вклучени во Советот за етнички, демографски и малцински прашања. Примерно нивен представник да има, да се признае, да се отповикат сите тие одлуки на парламент во Бугарија, на уставен суд дека не постои македонско малцинство, да се регистрираат македонски организации. Многу работи може да се направат, со кој што Бугарија да покаже дека веќе не води политика на негирање и асимилација на македонците, тогаш мислам дека не би било проблем и во Македонија исто така бугарите да добијат соодветни некакви поголеми права. Иако не е фер по принцип едната заедница да има повеќе права од другата, но барем базичните основни права на македонците во Бугарија треба да бидат почитувани. Стојко Стојков, јас ви благодарам, навистина уживав во овој разговор и се надевам дека повторно ќе успееме да оствариме контакт со вас. Со големо задоволство. Почитувани гледачи, вие останете со програмата на Слободен печат.